Почитувани гледачи, добар ден, 19 февруари, 14 часот, почеток на ново отворено студио 1, кое што поделено во неколку блокови, ќе трае се до 22:30. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска, која што сега ќе ве запознае со содржините кои што ги подготвивме за овој ден. Повели, Елена. Така, Антонио, најпрви добар ден, почитувани гледачи. Денеска, вторник, 14 часот, уште еден редовен термин за отворено студио 1. Во овие половина час, всушност, ќе погледнете на вистина интересни работи, односно од вчерашните гостувања во Централниот дневник, но исто така и во отвореното студио 1, а потоа следува термин резервиран за вестите во 14 часот и 30 минути со колешката Елена Джугуманова, па потоа се враќаме втор блок отворено студио 1 во 15 часот и 30 минути, каде што овој пат ќе му отстапиме место на колегата Слагја Нивковиќ од спортската редакција, каде што тој ќе разговара со неговиот гостин Игор Јакимовски, тренер на атлетскиот тим. На навистина интересна тема, тоа е дека Дарио Ивановски постави нов национален атлетски рекорд, вице-првак на Балканското првенство, па потоа повторно следува термин за вестите со Елена Джугуманова и по завршувањето на вестите следува кујна, односно Маја готви, каде што ќе можете да научите некои нов рецепти. Ние веднаш по таа емисија се враќаме повторно во отвореното студио 1, каде што повторно ќе се дружите со мен и со колегата Антонио Крстевски, а ќе разговараме на една навистина интересна тема, односно дали навистина во Македонија постои опасност од терористички напади, а наши гости ќе бидат Благоја Марковски, воено-политички аналитичар, како и Лидија Георгиева од Институтот за одбрана. По завршувањето на овој блок отворено студио 1 следуваат потоа блокот забавни емисии. Најпрво стартува возење со Драган Вучич, потоа ексклузивците Стефан и Нина и веднаш по нив исто така студио мода со веќе добро познатиот Сергеј Варушлија. По завршувањето на овој блок забавни емисии следува од уште едно отворено студио со колегата Александар Чомовски, каде што исто така ќе има своји гости. Станува збор за Мартин Пановски, председател на Асоциацијата на архитекти, а ќе разговараат на темата какво Скопје сакаме, предизвиците за архитектите меѓу барокот и модерното. Веднаш по завршувањето ново отворено студио 1 започнува Централниот дневник со колегата Александар Петревски и по него следува авторската емисија со добро познатата Гордана Дувњак "Правда и неправда", каде што ќе разговара со гостите, односно поранешната адвокатка Лорија Вановска, Љупчо Караджов, но и оштетените граѓани од градежната измама Фико, која што беше откриена во 2006 година, проценета на 10 милиони евра штета. И по завршувањето на незината емисија уште еден централен дневник во 22 часот и 30 минути со Александар Петревски. За сега тоа е еден најкраток преглед на денешниот ден, она што ви го подготвивме. А тука сега ние продолжуваме понатаму, Антонио. Така, Елена, овој прв блок од отвореното студио ќе го посветиме на политиката, генерално на предстојните председателски избори кои што и предстојат на Република Македонија. Јас би го започнал со повикување на прилогот на колешката Искра Петческа за тоа какви се реакциите по моментот откако Гордана Селјановска доби поддршка од опозицијата да ја застапува и да биде нејзин кандидат за председателските избори. Како што претходниве денови се споменуваше, дел од реакциите се позитивни, но дел негативни. Не стивнуваат реакциите по повод изборот на професорката на Правниот факултет на УКИМ Гордана Селјановска-Давкова за председателски кандидат на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Освен мнозинството членови делегати на Конгресот во Струга, кој ја изгласа Селјановска-Давкова за свој председателски кандидат, отворена поддршка досега професорката доби од Социјалистичката партија, во чие соопштение меѓу другото пишува дека изборот на професорката е резултат на изграденото внатре партиско единство и сплотеност, како и на коалицијското разбирање и взаемно почитување.
Честитки и успешна кандидатура и посака и Петар Богоевски од реформистите на ВМРО ДПМН, кој сепак забележува дека тој не ја памети Силјановска Давкова како негова сопартијка и од неа бара одговори на неколку прашања, меѓу кои дали името Република Северна Македонија е реалност или не, дали го поддржува членството на Северна Македонија во НАТО, дали е начисто со, како што вели Богоевски, груевизмот и дали ги потврдува незините ставови од времето на студентскиот и професорскиот пленум и шарената револуција. На официјалниот Facebook профил пак Силјановска Давкова ја објави честитката за изборот и желби за успех како председателски кандидат од Дорис Пак, председателка на Унијата на жени на Европските народни партии и председателка на Европскиот комитет за култура и образование. Владеачката коалиција пак е против кандидатурата на Силјановска Давкова. Таа е надвор од актуелниот концепт на живот, надеж и живење на огромно мнозинство од граѓаните. Така да јас имам почит према сите, дури и према политичкиот противник, кој што еве застана позади професорката, почитувам се, но апсолутно таа е сосема спротивно од концептот кој што оваа влада, мнозинството на граѓани го развиваат во Македонија, па дури е спротивна на концептот едно општество за сите. Иронична е пак реакцијата на демократската фракција на ВМРО ДПМН на професорот Јове Кекеновски, која ја поздравува, како што велат тие, големата победа на раководството на ДПМН на партиската конвенција и изборот на кандидат за председател на предстојните председателски избори. Испиленото кукавичко јајце во гнездото на ДПМН и партиските камикази, учествувајќи на изборите за председател на Северна Република Македонија, ќе ја остварат историската победа на ДПМН над соработниците на Зоран Заев. За сега Силјановска Давкова е единственото познато име кое ќе се бори за председателската функција на изборите закажани за 21 април годинава. Тоа беше прилогот на колешката Искра Опетческа, во која што се осврнува на реакциите по повод изборот на професорката Гордана Силјановска да биде кандидат за председател од редовите на ВМРО ДПМН, а во текот на вчерашниот ден имаше и други реакции, и тоа токму од членови на партијата. Да, така е, Антонија, значи како што напомена и ти, односно вчера во централниот дневник исто така гостуваше поранешниот градоначалник на општина Аеродром Ивица Куневски. Тој го изнесе својот став во однос на престојните председателски избори, па сепак во продолжение да ја погледнеме и неговата изјава. Во принцип, знаете, состојбата во државата не е идеална. Има многу лоша, да кажам, економска состојба во моментов. Немаме никакви инвестиции. Даноците се покачуваат во државата постојано на сметка на граѓаните. Она 500 евра плата која што беше ветувана минимална плата од страна на актуелното раководство на СДСМ, како што може да забележите, се уште ја нема. Не верувам дека ќе има до крајот на нивниот мандат. Нови инвестиции не постојат. Од секој сум мислел дека имате формат поголем од градоначалник, бидејќи на моето прашање ја отворивте целата платформа на ВМРО ДПМН. Поентата ми беше дека е многу лоша состојбата на државата и навистина незадоволството на граѓаните е огромно. Од тој аспект сметав дека сето тоа незадоволство на граѓаните кој што го има кон оваа актуелна власт, дека треба да се валоризира и да се победи на председателските избори, додолку актуелното раководство не го искористи тоа и не направи напор да ги обедини сите, да кажам, опозициони сили и сите луѓе кои што се на исто мислење со она што го говорам вечерва, сметам дека покрај оваа ситуација, ако не се победи, дека мора да има одговорност. Тоа е моето мислење. Во однос на професорката, јас за неја немам негативно мислење, напротив, имам позитивно мислење. Јас лично ја поздравувам одлуката за незиниот избор. Сметам дека има капацитет да повлече и неопределени гласачи. Меѓутоа, состојбите кај нас во партија се такви да во моментот постојат различни размислувања по однос на незината кандидатура. Мислам дека Кристијан Мицковски има можност, има и други албански партии кои што се опозициони партии во моментот и како што има Заев можност да се договара со нивниот коалиционен партнер, така и ВМРО во моментов има можност да се договара со опозиционите албански партии и да најдат заеднички јазик. Сепак политиката е
е таква да мора да се обединат сите сили во опозицијата да се победи. Се слушате ли со Груевски, да ве прашам патем? Не. Дали мислите како тој се јави со некаков став, бидејќи гледаме, почна човекот веројатно му е изнудено таму, сега почна интервјуа да дава. Мислите дека ќе има корист ако тој се јави со некаква поддршка за Силјановска? Не би можел да ви одговорам на ова прашање, не би знаел дали би имало некаква корист или не. Да, темата председателски избори, исто така и председателски кандидати, освен во централниот дневник, исто така беше тема и во вчерашното отворено студио 1, каде што домаќин беше Сашо Ордановски, а негови гости му беа колумнистката Ана Пановска и професорот Мерсел Билјали. Па во продолжение да погледнеме и дел од нивниот разговор. Професорката на многу мина од нас ни е меморирана како лево ориентирана, значи кадар, и по убедување и по однесување, така што учествуваше во бројни конференции внатрешни, меѓународни, и сите нејзини настапи беа тука таму, значи, миролюбиви, коегзистентни, како толеранција за правата на човекот, за заедништво, рамноправност. Па и социјалниот сегмент многу повеќе се беше нејзина, значи, струка од колку десно ориентираните сегменти кои припаѓаат на моментално ВМРО, ДПМН и така натаму, но реално беше конструктивна. Понатаму, значи, ја знаеме повеќе како легалист или како конституционалист, значи, цело време оправдуваше и објаснуваше работи кои сметаше дека не се согласно уставот или не се согласно законите или не на поважни закони и така натаму, за цело време вртеше на тоа, иако мора да кажам дека во нијанса можеше да се прочита и некаков културен национализам во нејзините настапи, посебно последниве 6-7 години. Да, била присутна во јавни настапи на телевизии, било каде, да речем и во пленумот беше многу активна, студентскиот. Професорскиот. Да, професорскиот, за секоја почит што е. Сега ја обвинуваат дека учествува и во шарената револуција. Да. Меѓутоа, кај неја има едни, како да речем, брановидни реагирања. Таа беше посебно активна, да речем, околу 2001, па потоа 2004. Кога беше територијалното разграничување? Територијалната, па еве се околу името и така натаму, но не е човек кој што не се изјаснил по тие работи. На страна, дали се согласуваме со тие ставови. Но мислам дека таа нема некој, како да речем, шетања во нејзините политички погледи. Али Ахмет и Заев се сретна, очигледно помина 1-2 недели во некакви мали препукувања, зацврстувања позиции, острење заби и така натаму, но гледаме дека денеска се тоновите, иако не дошле до име и до договор, тоновите се помирливи. Ана, какви се шансите да излезат со заеднички кандидати? Па мислам дека се големи шансите. Некако има некоја меѓусебна зависност сепак. И интерес. Друго е, токму во тоа е. Меѓутоа, и тука треба малце да се почека и да се види што е во игра. Обично, кај нас секогаш има некои игри, да, ќе имаме заеднички, ама ова да попуштите, па ова вие да попуштите, така натаму. Ако се најдат во попуштањата, мислам лесно ќе го најдат ликот. А ликот ќе биде Мерсел од овие што веќе се вртат или може да очекуваме некои комплетни изненадувања? Па се е можно и тешко да се прогнозира. Ја не верувам дека некој знае точно кој ќе биде. Можда во овој момент не знаат ни Заев, ни Ахмет, претпоставувам. Затоа што се зависи како е релацијата со односот на силите внатре во партијата и во коалицијата. Ја мислам не само во партијата, например во партијата можеби председател на партијата има големо влијание и ќе ги убеди главните чинители за одредено име, но има одредени структури околу партијата, значи вклучувајќи албанските политички, не зборам само за ДУИ, кои можеби имат пикирано некој кандидат кој
се смета дека кај нив полесно може да помине. Значи, може работа да остане чиста калкулација, за да добиете повеќе гласови, значи треба да биде прашувам, треба да биде експлицитна партиска личност или некој кој што може да блендира. Исто како и мислам дека значи комбинацијата мора да биде во насока на тоа да биде повеќе коезивна личност, која ќе биде прифатлива значи од повеќе структури, етнички, социјални, интелектуални. Значи сите компоненти мора да ги има предвид, а луѓето не малку мислам и се заситно тоа партиски бој. Дури ја мислам дека паметните партии би требаше да ги ловат луѓето кои немаат партиски бој. Дава беа дел од вчерашните гостувања во отворено студио 1. А Антонио, кој беше исто така друг гостин вчера? Да, во текот на вчерашниот ден во отворено студио 1 имаше уште еден интересен гостин од соседството, Драган Джилас, шефот на опозицијата во Србија. Како што знаеме и таму периодов се одржуваат протести поради незадоволство на граѓаните од тоа како владачките структури ја водат државата. Джилас со Ордановски разговараше и за неговата партија Сојуз на Србија, нагласувајќи дека во краток временски период добиле солидна поддршка од граѓаните. Секако збор стана и за косовското прашање. Предлагам да видиме и сечокот. Ние на 1 септември направивме организација која се вика Сојуз за Србија, во која влегуваат 9 организации, немаме класичен лидер. Јас сум лидер на опозиција, но малце бегам од лидерството, се изморив на тоа последните години. Никој не е поважен од другиот и сите заедно сме во тоа и заедно работиме. Имаме ротирачки председател, сега е тоа господинот Јеремиќ. Беше министар за надворешни работи, председател на Собранието на Обединетите нации. Идејата ни е заедно да се здружиме, да се бориме против кои сметаме дека се лоши и има сличности со власта која што беше во вашата држава за жал повеќе од 10 години. Тргнавме од септември, многу брзо добивме солидна поддршка на граѓаните на некаде околу 20% проценките и еден од нас Борко Стефановиќ е нападнат во Крушеваc заедно со неколку соработници и тоа е опасни повреди. Среќа се помина добро, но кога некој ќе удри со метални шипки во главата, може се што да биде. Од тоа се роди ново движење. Да. Потоа тргнавме со протестите кои ги закажав во Крушеваc, потоа ги најавивме за Белград, каде се здружи целата опозиција, не само оваа во Сојузот, но пред се здружија граѓаните. Нам ни се случи тоа луѓето да излезат, имаше скоро 15.000 на првите протести, не очекувавме толку. Луѓето излегоа не затоа што не повика Сојуз за Србија или било кој од нас, тие излегоа заради себе и во Србија веќе навистина не може да се живее онака како што живее. Оваа земја помина низ нешто што се викаше шарената револуција. Таа придонесе да претходниот режим на господинот Груевски падне од власт. Од тогаш наваму господинот Вучич во неколку прилики спомнува македонско сценарио. Не се пропуштаат прилики и од господинот Дачич и од господинот Вучич со цинизам и со иронија да се говори за Македонија, се до Преспанскиот договор и до овој успех на нашиот прием во НАТО и така натаму. Дали сте вие шарена револуција во Белград и дали е Вучич во право кога се плаши дека можеби тоа ќе прерасне во нешто ефикасно, како што беше тоа овде? Сметам дека тој однос кон Македонија е погрешен и дека користејќи го тоа име во еден негативен, пеоративен смисол не е добар никако. Овде народот се побуни, излезе на улици, секој ден демонстрираше и имавте избори, на изборите направено ново мнозинство и победа на социјалдемократската опција начело со Заев. Сите проблеми да се формира влада, таа влада во кусрок направи чекори кои што се големи и секако не е лесно за една година да надокнадите 10 години, но самиот факт дека е решен проблемот околу името
и дека е отворен патот на Македонија кон Европа и европските интеграции, реално ќе имат можност за пристап кон разни фондови, дека ќе доаѓаат разни фирми, гарантира подобар живот. Зашто разговаравте со господин Заев? Токму за тоа, бидејќи господин Заев и припаѓа на социјалдемократската опција и јас во следните месец ќе создадам организација која е истата опција, верувам во тоа, бе во Демократската партија која што е дел од истата организација на ниво на Европа. Чест ми е што председателот на владата на Македонија. Вие бевте и председател на Демократската партија 2 години. Така. И мислам дека и власта и опозицијата треба и во Македонија и во Србија да работат на тоа, односите на меѓународните да не бидат што подобри. Мислам дека тоа суштината и мило ми е што можам на некој начин да помогнам во тоа. Сепак ве обвинуваат во Србија дека не е случајно што истовремено и во Унгарија против Орбан има многу слични раздвижувања во граѓанскиот дел. Имате ли некакви контакти со колегите од Унгарија? Немам, мислам дека тоа се случува во сите земји кои имаат тој вид на диктатура и автократија. Ако зборувате за македонско сценарио, мислам дека тоа е нешто што е нормална работа да се случи, народот да излезе, да се побуни демократски, да се избори за промена на власт. Избегнувате темата за Косово. Имате ли вие некаков нов пристап, некаков ново... Не го избегнуваме. Тоа се наметнува како една работа која што едноставно Косово е нешто што стои како проблем и понатаму. Стои последните 20 години, стоеше пред тоа. Колку што гледам, никој во моментов нема решение кое би било одцено. Овие политичари кои што се малку повеќе политичари од мене, бидејќи мојот мозок на машински инженер не е баш добар за некои празни зборувања, зборува треба компромис, болно решение, секој нешто треба да изгуби, но никој не кажува што е решението. Јас мислам дека не е решение да ги смениме граници, да нацртаме нови граници. Мислам дека решението е во помирување на двата народи. Денес во Приштина и Белград запиша факултети кои не се ни родени за време на бомбардувањата. Ти има шанса да дојдат на решение. Ајде да зборуваме за економијата. Да, ова беше дел од гостувањето на Драган Джилас, лидерот на опозицијата во Србија, со што го затвореме овој прв блок од отворено Студио 1, како што претходно напомена Елена, во 15 часот и 20 минути во студиото ќе влезе колегата од спортската редакција Слајан Ивковиќ, ќе разговара со Игор Јакимовски, тренер на атлетскиот тим на Македонија, на тема Дарио Ивановски постави нов национален атлетски рекорд, пошто ќе следи анализата на вестите од светот со Дејан Андоновиќ. Со мене и со Елена се гледате во 17 часот. Пријатно. Довидување.